Почитувани, согласно активностите кои што ги имам во изминатиот период, денеска сум во посета на Свети Николско во средба со сточарите од овој регион. Разговараме за актуелните состојби во овчарството и со останатите гранки и со оние реални ситуации и проблеми кои што се соочуваат земјоделците од овој регион. Ја користам оваа прилика воедно да упатам сериозна критика и укажување до властите, до Министерството за земјоделство, до Агенцијата за храна и ветеринарство и до јавното претпријатие за пасишта. Имено станува збор за нелогично одбивање на сточарите ширум Република Македонија, кој што по пратен список од Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што го имам заедно со мене, каде што на списокот има преку 400 земјоделци, сточари од Република Македонија, кои што се одбиени заради изречена мерка едукација. Ова е практично правна нелогичност да овие земјоделци не ги добијат субвенциите кои што ги чекаат за да ги опстојат своите стопанства. Мито ова не е единствениот список, имено и јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во Република Македонија исто така им е испратено список со преку 400 сточари ширум Република Македонија кои што исто така се ставени на списокот да не добијат субвенции заради неплатена пашарина. Мито во разговор со сточарите добив сериозно укажување и докази дека истите ги имаат платено обврските према државата, а воедно се и на списокот кој што се за одбивање. Значи, станува збор за преку 800 сточари, близу 1000 сточари од Република Македонија, кои што на без основ ќе бидат одбиени од субвенциите, а овие субвенции им се многу потребни во овие тешки времења на економска криза и двоцифрена инфлација која што ја зафаќа нашата држава. Додека министерот заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство денеска е на службено шетање во Република Хрватска, македонските сточари се соочуваат со вакви правни бариери и не можат да дојдат до средствата кои што неминовно им се потребни. Затоа ја користам оваа прилика уште еднаш да упатам сериозно укажување да државните функционери, министерот, директорите на Агенцијата за храна и ветеринарство, платежната агенција, јавното претпријатие за стопанисување со пасишта сериозно си одговорат на своите работни задачи, да ги исправат овие грешки за земјоделците да ги добијат субвенциите кои што им се неминовни во овие тешки времења. Се надевам дека ќе се одзват на ова укажување и дека ќе излезат во пресет на сточарите кои што секојдневно се јавуваат по институциите и не знаат кај да се обратат за да си го решат овој горлив проблем. Исто така сакам да упатам еден апел дека тешките времења на земјоделците набрзо ќе завршат затоа што на наредните предвремени парламентарни избори доаѓа сериозна влада со сериозна гарнитура која што сериозно ќе работи на решавање и превенирање на проблемите во земјоделскиот сектор ширум Република Македонија.